15 македонски автори, читајќи песни од своето поетско творештво, денеска во библиотеката Свети Климент Охридски го одбележа Светскиот ден на поезијата 21 март. Манифестацијата Поетско пладне отвори Велес Милевски, кој годинава го напиша посланието по повод денот на поезијата. Вие сте со најновото издание на Урбаните вести. Основното училиште Браќа Миладиновци го промовираше зеленото знаме со кое се стекнаа со статус еко-училиште. Одбележан денот на пролета со садење на бели рози низ скопските општини. Тони Трајковски ќе гради парк и црква, Диме Велковски упати обвинување до Коневски за неисполнети ветувања. Кандидатите на Карпош презентираа нови активности, но и се обвинуваа. По повод денот на пролета, градинката Детска радост од општина Газибава денеска промовира своја еко-химна и видеоспот. Химната заеднички ја испеа дечињата од градинката на манифестацијата што се одржа на плоштадот во населбата Автокоманда. Текстот на еко-химната го напишаа членовите на еколошкиот одбор на Детска радост. Музиката Иван Крапов, аранжманот Ристо Краповски. Создавањето на химната е дел од редовните еколошки активности на градинката како дел од проектот на Министерството за образование и наука и невладината организација ОХО. Во рамки на традиционалната манифестација Денови на пролета, Денови на екологијата, град Скопје го распиша јавниот конкурс за избор на најеколошка компанија. Најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубав уреден двор на куќа, зграда и стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и средни училишта. Целта на конкурсот е да се промовира и да се популаризира грижата за животната средина и за природата. Пријавувањето на овој конкурс трае до 15 мај. Прогласувањето на победниците во сите 5 категории ќе се одржи на 5 јуни. Според условите на јавниот повик, град Скопје ќе избира најеколошка компанија, а ќе се награди и најголемиот придонес во областа на заштитата на животната средина. Ќе се избере и најубав уреден двор, најубав состав на тема екологија и најубав цртеж на тема екологија. За првите две категории предвидена е по една награда во износ од по 45.000 денари. За третата категорија, најубав двор, предвидени се 3 награди во износ од по 40.000 денари. За четвртата категорија се предвидени 2 награди, една за ученици во основни училишта и една за ученици во средни училишта во износ од по 10.000 денари. За петата категорија се предвидени 2 награди, една за ученици во основните училишта и една за учениците во средни училишта во износ од по 10.000 денари. Основното училиште Браќа Миладиновци од Миладиновци денеска го промовираше зеленото знаме со кое се стекнаа со единствено еко-училиште во град Скопје. Со статусот еко-училиште на основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден им се овозможува да аплицираат за финансиска поддршка со своји екопроекти. Ова е дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Основното училиште Браќа Миладиновци од општина Илинден е едно од 12 основни училишта во Македонија кои се здобија со наградата Зелено знаме и се стекнаа со статусот еко-училиште на интернационално ниво, а единственото основно училиште на ниво на град Скопје. Денеска во училиштето со свечена програма беше промовирано Зеленото знаме кое го добија со реализација на екопроекти во нивното училиште. За да се здобијат со овој статус, училиштето беше вклучено во 7 чекори. Формирање на екоодбор, поврзување на наставата, еколошките активности со редовната настава, известување на медиумите, изработка на екокодекси, екохимна, вклучување на пошироката заедница и се разбира анализа на состојбата во животната средина и целосно следење на напредокот во севкупната работа. Наградата им беше доделена на Еко самитот во Охрид, кој е во организација на Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО, а во соработка со Министерството за образование и наука во рамки на програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Со зелените знамења и статусот екоградинка и екоучилиште со кои се стекнаа градинката Гоце Делчев и училиштето Браќа Миладиновци, по извршената евалуација на реализираните активности, тие сега имаат право да аплицираат за финансиска поддршка со своји екопроекти. Програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, која спроведува Министерството за образование и наука и ОХО, основното училиште Браќа Миладиновци ја имплементира во својата програма за работа и изминатиот период работеа на спроведување на низа еколошки активности во поглед на заштита на електрична енергија, заштита на вода и разубавување на дворовите.
Јавното предпријатие Водовод и канализација започна со поставување на цевковод ФИ-150 на улицата Шарпланинска во населбата Даме Груев, општина Ѓорче Петров. Новиот цевковод ќе обезбеди квалитетен доток на вода за корисниците. Старата водоводна инсталација беше со мал капацитет и не ги задоволуваше потребите на потрошувачите. Во летниот период често се случуваше дел од корисниците да останат без вода. Должината на цевководот ќе изнесува 620 метри. Денеска во сите скопски општини беше одбележан денот на пролета со садење на бели рози. Од денес активно низ сите скопски општини ќе се садат бели рози, бидејќи според експертите од областа на хортикултурата, најмногу од сите цветни расади токму белите рози влијаат на прочистувањето на аерозагаденоста. А со тоа стартува и големата кампања Скопје градот на цвеќето, Скопје градот на розата. Ивана Митковска. По повод денот на пролетта под мотото Скопје градот на цвеќето, Скопје градот на розата. Актуелните градоначалници на скопските општини на повеќе локации засадија садници на рози на зелените површини покрај булеварите и на други јавни површини. Скопје во наредниот период ќе стане град на розите, особено град на белата роза, бидејќи таа во најголем процент ги абсорбира штетните елементи од водата, воздухот и почвата. Целта на иницијативата е белите рози да станат препознатлив символ на едно ново Скопје, град со модерни луѓе кои се грижат за еколошката димензија и за општиот амбиент. Ќе се засадат голем број на ружи по булеварите и по кружните токови. Во наредниот период, во наредните 15 до 20 дена, планираме да се засадат 25.000 ружи. Дополнително во следните 10 дена уште 20, значи некаде за месец дена треба да се засадат околу 45.000 ружи. Во општината Ѓорче Петров на булеварското зеленило кај кружниот тек во близина на црквата Свети Петар и Павле. Рози засадија градоначалниците на град Скопје и општината Ѓорче Петров, Коце Трајановски и Сокол Митровски и заменик министерката за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова. И останатите актуелни градоначалници на скопските општини денеска ги разубавија териториите на нивните општини со засадување на рози и се вклучија во големата кампања Скопје градот на цвеќето, Скопје градот на розата. Во општината Бутел беа засадени 400 садници на бели рози кај кружниот тек на улицата Боца Иванова и 300 садници на јавор, јасен, црн и бел бор и чемпреси пред споменикот во паркот пред новата општинска зграда. Денеска на целата територија на Скопје во сите општини, значи се засадуваат и тоа не символично, туку напротив се засадуваат многу рози во сите места каде што постојат услови. Ова акција ќе продолжи во текот на целата година и сметаме дека од градот Скопје, од општините во градот Скопје, како што и општината Бутел, ќе дадеме еден свој придонес да штетните честици, како што е оловото и кадмиумот, бидат значително намалени во средините каде што ќе бидат засадени овие рози. Со голема акција за засадување на садници на рози на булеварите и на другите зелени јавни површини. Денеска и општината Киселавода го одбележа 21 март, денот на пролета. Акцијата се реализираше со засадување на околу 760 садници со рози на кружниот тек на булеварот Србија, пред компанијата Цементарница Усие, Титан и со уште 7000 садници низ останатиот дел од општината. Тоа е еден символ кој што плени со својата чистота, убавина, самото име и во таа насока ценам дека и добро избран ден на розите. Акција ќе продолжи се до сабота и се надеваме дека сите тие 7000 рози ќе бидат наменски посадени и на ваков убав начин го одбележуваме почетокот на пролет. Со засадување на бели рози, денот на пролетта беше одбележан и во општината Газибаба, каде беа засадени 1000 садници на средишните жардинјери низ општината, во близина на Алкалоид и во непосредна близина на јавното сообраќајно предпријатие. Садењето на рози на територијата на Скопје нема да застане денес. Големата кампања Скопје градот на цвеќето, Скопје градот на розата продолжува и во наредниот месец, каде во Скопје ќе бидат засадени околу 45.000 рози. Шесте локални избори во Македонија што ќе се одржат во недела ќе ги следат 8379 домашни и 410 странски наблюдувачи.
Граѓанската асоциација Мост акредитираше 3941 наблюдувач. Сдруженијето за хуманитарни активности Синерги Штип 3534, МЦМС 392, Сојузот на Сдруженијата на граѓани Македонска платформа против сиромаштија 379 и НВО Цивил 128 наблюдувачи. Изборите ќе ги следат и 204 наблюдувачи од ОПСЕ, од по 38 од ОПСЕ и амбасадата на САД, 32 наблюдувачи на делегацијата на Европската Унија, 17 на Централната изборна комисија на Косово, 16 од Советот на Европа, 7 од амбасадата на Франција, по 5 од амбасадите на Косово и Турција, по 4 од бугарската, руската, австриската и кинеската амбасада и канцеларијата на НАТО за врски во Скопје, по тројца наблюдувачи од британската, хрватската и албанската амбасада, по двајца од словеничката, украинската, шведската и српската амбасада и еден од амбасадата на Република Словачка во Македонија. Комисијата за избори, жалби и приговори има акредитирано 6 наблюдувачи, а изборната комисија на Словенија 4. За потребите на странските наблюдувачи според ДИК ќе бидат ангажирани 281 преведувач. Невладината Цивил Центар за слобода денеска постави информативни штандови за слободни и ненасилни избори на 4 локации во Скопје. Штандовите ќе се постават кај споменикот на Мајка Тереза, пред стоковната куќа Мост, во трговскиот центар Лептокарија и кај трговскиот центар Бисер. На штандовите членовите на работните групи за превенција за Скопскиот регион ќе ги информираат заинтересираните граѓани за текот на изборниот процес и за активностите на Цивил. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од ВМРО ДПМН Јагнула Куновска денеска презентираше 3 проекти од незината изборна кампања. Таа ветува изградба на термички фасади на згради во општина Карпош, а против кандидатот од СДСМ Андреј Петров ветува изградба на дом за возрастни лица во Злокуќани. А кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски денеска одржа пресконференција за црната кампања што деновиве се води против него од неговите против кандидати. Андријана Димитриевска. Кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН за општина Карпош Јагнула Куновска денеска најави дека термички фасади ќе добијат руските и романските згради во Карпош, ќе се заменат сите абзесни покриви и ќе се вршат годишни контроли на сите лифтови на територијата на општината. Куновска денеска ги презентира 3 проекти кои се наоѓаат во незината изборна програма. Се предвидува да бидат офатени 104 фасади каде што живеат околу 15.000 жители. Парите ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Карпош и се предвидува дека за тоа се потребни околу 185 милиони денари. Рок на изградба, на изведба е 2013 и 2016 година. Исто така, како проблематично, ќе се заменат покривите изработени од азбест и салонитни табли на територијата на целата општина Карпош. И како трето, исто така од средствата на општината ќе се обезбеди годишен технички преглед на сите лифтови во зградите за колективно живење, ќе бидат офатени околу 200 лифтови и за тоа се пресметува дека вредноста ќе изнесува околу 1.200.000 денари. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Андреј Петров денеска го презентира идејниот проект на дом за возрастни лица во Злокуќани во 3D модел и макета. Петров објасни дека локацијата на домот е во населбата Злокуќани. Локацијата, појасни Петров, е во резиденцијалниот дел на урбаната заедница Злокуќани, во нејзиниот јужен дел крај реката Вардар. Домот би имал капацитет за 110 лица, поставени во југоисточната и југозападната ламела, испланирани по стандарди за овој тип на објекти. Секоја спална има свој тоалет и отворен простор. Петров, одговарајќи на новинарско прашање во врска со изјавата на против кандидатот од Српската напредна партија Стефчо Јакимовски за тоа дека тој платил дел од обврските за училиштето Јана Москоменски. Тој рече дека срамно и жално е човекот што ја задолжи општина Карпош со 8 милиони евра и
покрај тоа што тоа е општина со најголем прилив на комуналии. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од Српската напредна партија Стефчо Јакимовски денеска одржа пресконференција за црната кампања што деновиве се води против него од неговите против кандидати. На овие изјави со реакција излезе ВМРО ДПМНЕ. Од таму велат: им благодариме на Андреј Петров и на Стефчо Јакимовски што ги потврдија нашите тврдења за незаконската работа на општина Карпош во изминатиот период кога со неа управуваа Стефчо Јакимовски, Андреј Петров и СДСМ. Им благодариме што денеска признаа дека општина Карпош е со сериозни долгови, пишува во реакцијата. Тони Трајковски најави изградба на парк и црква на местото на старите гробишта во населбата Ченто. Јани Макрадули потпиша меморандум за соработка помеѓу јавниот и граѓанскиот сектор, додека пак Диме Велковски, кандидатот за градоначалник на аеродром од опозицијската коалиција, го обвини Ивица Коневски дека не го исполнил ветувањето за реконструкција на училиштето Димитар Македонски. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Газибаба од редовите на Сдружената опозиција за подобра Македонија, Тони Трајковски, денеска најави изградба на парк во населбата Ченто, на местото на старите гробишта. Покрај парк на истата локација ќе се изгради и црква, детско игралиште, како и деловен објект. Паркот, според зборовите на Трајковски, ќе биде завршен за 1 месец. На овој простор овдека во минатото имаше една лоша гледка, неуредена средина. Дел од оваа локација беа и стари гробишта, значи половина од оваа локација некаде вкупната површина е 8000 метри квадратни, половина е приватен имот и веќе инвеститорот работи на градби, изградба на објект за домување. Во следната фаза најавено овдека дека ќе се продолжи со инвестиција изградба на еден деловен простор. Општина Газибаба во соработка со градот Скопје направи иселување на гробиштата, се пренесува во гробиштата Камник, а овдека на тоа место ќе се изгради црква, ќе се уреди целиот тој простор, еден урбан парк со урбана опрема и со фонтана. Кандидатот за градоначалник на град Скопје, Јани Макрадули, од Сдружената опозиција, денеска потпиша меморандум за соработка со Асоциацијата на независна културна сцена Јадро во рамки на локалните избори, со кој што покренува иницијатива за започнување диалог со кандидатите за градоначалници на град Скопје, со цел да се дефинираат аспектите кои ќе му ја дадат вистинската општествена и политичка релевантност на секторот и ќе обезбедат понатамошно проактивно и постојано учество на представниците на овој сектор во креирањето на културните политики на локално ниво. Ќе ги формулираме критериумите за континуирана структурна повеќегодишна поддршка со вклученост на независната културна сцена во процесите на креирање и одлучување во политиките од оваа област. Ќе се формира и нов модел на институција, односно отворена хибридна културна институција која ќе биде раководена од независната културна сцена, а во партнерство со градот. Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром од опозицијскиот Сојуз на еднината Диме Велковски денеска го обвини неговиот против кандидат од коалицијата за подобра Македонија и актуелен градоначалник Ивица Коневски дека не ги исполнил ветувањата од пред 4 години за изградба на 2 нови училишта во општината. Според она што го вети Ивица Коневски и го изјави на 9.6.2009 година на заедничка пресконференција со тогашниот министер за образование Перо Стојановски, новиот објект на училиштето Димитар Македонски требаше да почне да работи во учебната 2010-2011 година. Жал, од новиот објект на училиштето, кој што и самите го гледате, Димитар Македонски, нема ни трага, ни глас. Според Велковски, обезбедувањето нормални услови за настава во училиштата во општината е на врвот на неговата листа на приоритети кога ќе ја добил довербата од жителите на Аеродром. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт, одиграно првото коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. Актуел, Кира Најтли ќе ја глуми Коко Шанел. Одиграно е првото коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. МЗТ Скопје го победи Кожув. Повеќе информации околу спортот гледате веднаш по рекламите.